користам прилика и така почнахме да разговараме, да ве известам за прегледот, бидејќи сакаме општина Велес секогаш да биде многу транспарентна. Прегледот кој го имаат доставено до единствениот систем за евиденција и пријавување на долговите, кој е во Министерството за финансии. Знаете дека со ребалансот на буџетот се обезбедени над 50 милиони евра за да се покријат долговите на општините. Општина Велес и нејзините институции, чии основаче, имаат пријавено вкупни долгови од 91 милион 355.625 денари. Морам да ве известам дека, за жал, ова не е точната бројка, заради проблеми со водење на сметководствена евиденција во Средното стручно училиште Коле Неделковски, во овие долгови не е пријавен нивниот долг, тие пријавиле, односно не пријавиле, 0 долгови пријавиле, а имаат долгови над 200.000 евра по основ на превоз на учениците и со тоа го оштетиле и нивното училиште и општината, затоа што ако тие долгови беа пријавени, од тие 200.000 над 100.000 евра сега ќе беа покриени. Во овој случај ќе се обидам јас со амандмани преку пратениците од Велес да се избориме да бидат земени во предвид, но не сум сигурен дали можеме тоа да го направиме. Може би е предоцна, законот сега влегува во собраниска процедура и се води расправа по него, за ова веројатно треба некој да сноси и одговорност. Сега ќе ви прочитам поред, а можеме и да ви ги доставиме во електронска форма или скенирани како ви одговарат, за да не мора да запишувате. Че општина Велес има вкупен износ на долгови што ги пријавила, не вратени, значи од оние што ви кажував на почетокот на мандатот без малку 3 милиони евра, има невратени долгови уште 79 милиони 733.568 денари. Би рекол дека без исклучок сите се кон јавното комунално предпријатие Дервен. Очекувам кога Дервен ќе ги добие овие пари, многу сериозно, 51% од овие пари, многу сериозно да прииде кон изнаоѓање најдобро решение каде да ги вложи, бидејќи состојбата со филтер станицата со озонаторот е алармантна. Моја препорака до нив е да набават нов озонатор во висина од негде околу 200.000 евра, со цел да гарантираме на граѓаните дека во наредниот период нема да се случи хаварија и дека секогаш ќе имаме континуирано здрава, чиста вода за пиење. Со останатите пари можат да набават друга опрема со цел да го подобрат квалитетот на услугите кои го даваат за граѓаните на Велес. Средното стручно училиште Коле Неделковски има пријавено 0 долгови, иако ви реков дека има над 200.000 евра, односно над 12 милиони денари. Средното стручно училиште Димитрија Чуповски има пријавено 650.851 денар. Средното стручно училиште Јовче Тесличков има 0 денари пријавено. Гимназијата Кочо Рацин има пријавено 5.362.299 денари. Општинското основно училиште Васил Главинов има пријавено 3.786.643 денари. Општинското основно училиште Рајко Жизнзифов од село Горно Оризар има пријавено 0 денари. Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи има пријавено 560.000 денари. Општинското основно училиште Благој Кирков има 0 долгови пријавено. Училиштето Јордан Хаджи Константинов Джинот има пријавено 1.022.086 денари. Општинското основно училиште Стојан Бурчевски Бурадин од Иванковци има пријавено 40.270 денари. Општинското основно училиште Блаже Конески 199.908 денари, или севкупно заедно долговите на сите локални институции со долгот на општината неплатен е 91.355.625 денари, од ова општината ќе добие 51%.